Добро утро, почитувани гледачи. Во редовниот термин за почеток на ново издание на емисијата Фактор здравје, ние сме овде во студиото подготвени да ви ја презентираме и денешната тема. Зборуваме за говорно-јазичните нарушувања, колку се чести, како се манифестираат, дали се бројни, како да и кога да се побара совет, препорака и соодветен третман од логопед, дали ги засегаат само децата, кои се нарушувањата, односно говорно-јазичните нарушувања кај возрастните, што е афазија, зошто се јавува, колку кај нас во земјава е зголемена свеста или сме знаеме доволно за афазија, кога треба да се побара соодветна стручна помош, како да се надмине проблемот, од што зависи напредокот во третманот. На сите овие прашања, но и на многу други во текот на разговорот, одговорот го бараме и ќе го слушнеме од магистер специјалист Бојан Богдановски, клинички логопед од СЛП Бојан, Центарот за логопедија, специјална едукација и рехабилитација. Добро утро, Бојан, и добре ни дојде во Фактор здравје. Добро утро, добро ве најдов и ви благодарам за поканата. Притоа еден голем поздрав за сите оние кои не гледаат во моментот. Така. Може ли на почеток која е улогата, важноста на логопедот, кога треба да побараме консултација, совет, а потоа и соодветен третман кај логопед? Многу поважно е пред да ја кажеме важноста на логопедот, да објасниме дека за гледачите дека логопедот не е само она стручно лице кое коригира неправилен изговор на одредени гласови, туку дека тоа е медицинско лице, односно професионалец кој што врши превенција, диагностика и третман на говорно-јазични нарушувања. Притоа можеме да кажеме дека улогата на логопедот во ова денешно време од ден во ден се е поголема и се поголема. Така. И не се само засегнати децата, така? Засегнати се сите категории. Да, можеме да кажеме од најрана возраст па се до крајот на животот, на човековиот живот, се засегнати сите возрасти и ги третира логопедијата. Така. Многу порано ги забележуваме одстапувањата, известни одстапувања и како родители за нашите деца или пак на одредена возраст за сопствените родители, така, кога ќе се појави некакво нарушување, дали сме охрабрени по брзо да побараме совети, па можеме можеме да кажеме дека за разлика од порано, еве да речеме пред 5, 6, 10 години од сега, дека свесноста не беше толку голема, повеќе бевме фокусирани само на човекот да остане жив, особено кога станува збор за повозрастни лица после, например, мозочен удар, но веќе свесноста да е зголемена благодарение на соработката меѓу нас, логопедите и вас, медиумите, со тоа што навистина е зголемена свеста кај народот, со тоа што секогаш кога ќе се посомневаат во развојот на нивното дете или пак ќе се посомневаат во говорно-јазичниот статус кај нивните родители, тие веднаш се јавуваат на логопед или пак бараат во најмала рака консултација доколку не и третман. Така. И овде важи истото правило, колку порано почнете со соодветен третман, така толку побрзо и подобро ќе го постигнете. Посакуваниот ефект во надминувањето на проблемот. Како и за секоја состојба која што постои нели во медицината, важи она правило колку побрзо ние се јавиме на преглед и побараме стручна медицинска помош, ние добиваме подобри резултати, бидејќи кога ќе се започне третирањето на болест или состојба во самиот нејзин почеток, ние можеме да превенираме на некој начин, да направиме сузбивање на самата состојба, доколку тоа има веќе поголем прогрес, секогаш нели не секогаш исходот е толку добар и прогнозата доколку тоа се започне малку подоцна. И овде е исто така важно дека упорноста и страјноста и третманите од самиот почеток до крај да бидат изреализирани онака како што треба. Откажување нема, така? Секако да нема откажување, да се следат стручните совети и морам да нагласам поддршката од страна семејството можеби има клучна улога за добивање на ние максимални позитивни резултати од третманите. Да. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, следете не до самиот крај. Повелете, ве поканувам да се јавите на вам добро познатите телефонски броеви, можете да поставите прашање за да го добиете советот и препораката. Со магистер специјалист Бојан Богдановски, клинички логопед од СЛП Бојан, Центарот за логопедија, специјална едукација и рехабилитација, зборуваме за говорно-јазичните нарушувања и за афазија, која што е губиток или пореметување на јазичните функции, односно говорот. Бојан, дали генерално е впечатокот дека е се поголем бројот на луѓе и лица кои што имаат проблем со говорно-јазичните нарушувања? Зошто е тоа така?
Апсолутно да. Можеме да кажеме дека немаме ние статистика во Македонија која укажува колку лица се соочуваат со одредена говорно-јазична патологија во вербалната комуникација, но од она што го гледаме ние од секојдневната пракса, можеме да кажеме дека не од година во година, туку веќе од ден во ден се зголемува бројот на особено деца кои што имаат одредена патологија во вербалната комуникација, но тука мораме да спомнеме и возрастните лица, односно дека е се поголем бројот на лица кои што пелтечат и се поголем бројот на лица со афазија. Од друга страна, сите се прашуваме која е причината за тоа. Тука не можеме да дадеме точен причинител, односно да одредиме точна етиологија за појава на овие одредени состојби, но од она што можеме да кажеме, кое што го наметнува светската литература, научната литература, како и нашата секојдневна пракса и искуство, можеме да кажеме дека се повеќе забележуваме дека мајките се соочуваат со одредени нус појави во текот на бременоста, како честа појава на крварење, потоа примање на одредени терапии во текот на бременоста поради појава на инфекции во текот на бременоста, одредени повреди на самиот плод во текот на бременоста, но тука мораме да спомнеме и оние генетски предиспозиции, фактори кои што на некој начин можеме да кажеме дека е полиетиолошка природа, односно микс на фактори кои што носат до појава на одредено развојно расстройство. Од друга страна, кога зборуваме за возрастните лица, односно за афазиите, можеме да кажеме дека нездравиот начин на живот, како и прекумерната изложеност на стрес доведува до појава на покачен крвен притисок, покачен холестерол, голем број на сообраќајни несреќи, одредени трауми на главата кои што носат до афазија, односно појава на тие говорно јазични расстройства кај возрастните. Понатаму некогаш во животот така може да се манифестира. Како што кажавме на самиот почеток, тоа буквално може да се јави како кај деца, може да се јави и кај возрастните. Да. Кои се тие најчести говорно-јазични нарушувања? Кога зборуваме за деца, односно на рана возраст, можеме да кажеме дека говорно-јазичните нарушувања се најчесто проследени кај деца со аутизам, односно аутистичен спектар на нарушување, деца со развојна дисфазија и интелектуална попреченост, тука да не ги заборавиме и оние специфични потешкоти во академските вештини, односно потешкоти во читање, пишување, сметање со математички операции и така натаму, деца кои што имаат пелтечење и голем број други проблеми, а од друга страна кога зборуваме да речеме за повозрастната популација, можеме да кажеме дека тоа се пациентите кои што се соочуваат со пелтечење, односно различни видови на дисфлуентност во говорот, како и лицата со афазија, односно пациенти кои што најчесто по мозочен удар имаат или пак во денешно време се почесто по сообраќајни несреќи, повреда на главата, да имаат проблеми со зборувањето, читањето, пишувањето, разбирањето и голем број други аспекти на говорот и на јазикот. Не е засегнат само говорот, значи и други аспекти, да. Како, на кој начин се манифестираат кога родителите да забележат никакво отстапување, кога да побараат совет од логопед и каков е редоследот понатаму? Кога зборуваме за овие состојби, можеме да кажеме дека не можеме да зборуваме конкретно, бидејќи сите тие, колку и да се сличи меѓусебно или пак да имаат одредена клиничка слика, тие се манифестираат различно кај секој пациент, но еве генерално кога би зборувале, можеме да кажеме дека развојните расстройства, особено аутистичниот спектар нарушување, се манифестира така што родителите најчесто даваат таа информација дека нивното дете добро се развива од прилика до неговата втора година, но со 24 месечна возраст, но потоа како да настанува некој регрес, односно уназадување кога детето престанува да се врати, кога ќе биде повикано по своето име, не остварува контакт со очи, сите оние говорни успеси кои што ги постигнало, односно изговорно одредени зборови, гласови, тие се губат, како да се затвора во сопствен свет, како да зборува на некој сопствен јазик, не покажува желба за социјална интеракција, односно контакт со самата околина и притоа пропратно со голем број на репетативни, односно стереотипни повторувачки однесувања, додека кога зборуваме за развојна дисфазија, можеме да кажеме дека тие деца се забележуваат дека на некој начин говорно јазично заостануваат во однос на своите врсници со типичен развој, на тој начин што не зборат аграматично, односно зборуваат во трето лице најчесто, наместо јас го кажуваат своето име, наместо тоа тие да кажат јас ќе одам со мајка ми, тие велат јас ќе одам со мајка ти на пазар, потоа користат аграматични форми како јас седов,
се облечов, јадов, односно неправилно користење на родот, бројот, на времето и така натаму, односно сите оние граматички структури на нашиот говори јазик и при тоа те има доста изразени потешкоти во школските способности, како проблеми со читањето, со пишувањето, со сметањето, со математичките операции, секогаш тоа делува кај родителот како нивното дете да е понаивно на некој начин и како повеќе да заостанува во однос на својата генерација. Кога зборуваме за децата, па и возрастните со пелтечење, најчесто тоа почетно пелтечење се јавува како физиолошко развој на некои си 2-3 годишна возраст кај децата, тоа може некогаш да се надмине, веќе никогаш да не се појави, но за жал праксата ни покажува дека тоа можеби е и првиот аларм кој што се јавува се почесто, каде што подоцна има некое си благо повлекување на истото, а веќе тоа после 5-та година навистина ќе се јави како на вистинско пелтечење кое што ќе прати личноста низ текот на незиниот живот, додека пак и возрастните личности, кога зборуваме нели за афазија, тоа се манифестира така што тие ќе доживеат мозочен удар, ќе имаат одредена повреда на главата, како што спомнав, најчесто после војни, после сообраќајни несреќи, што е доста актуелно денеска, и потоа зависно од каде е локализацијата на самата повреда во мозокот, се губат различни модалитети на самиот говор и јазик, односно тоа може да биде проблеми со разбирањето кога не им зборуваме, проблеми кога они сакаат да се искажат, проблеми со именување, повторување, проблеми со одредени, како да кажам, разбирање на секојдневни ситуации кои што се случуваат. Не можат да вратат соодветно. Така? Не можат да вратат соодветно или пак враќаат, но тоа е неадекватно на самата ситуација, како што кажав повторно, ние потешкоти во школските или академските вештини како читање, пишување и сметање. Да. И кога дел од овие нели говорно-јазични нарушувања ќе се појават уште во рана возраст, ве го спомена и пелтечењето, се сеќавам дека и цела емисија заедно со тебе имаме обработено токму на оваа тема. Доколку се преземе нешто навреме соодветно, така ќе се надмине проблемот? Знаете за понатаму во животот? Кога зборуваме за пелтечење, тоа е многу комплексна тема и не можеме да, како логопеди, ние да гарантираме дека одредена состојба ќе се надмине, затоа што за да знаеме каков ќе биде токот и прогнозата на одредена состојба, ние треба да знаеме генерално која е причината која што ние третираме. За жал, ке сите овие состојби причината е идопатска, односно непозната, ние можеме да имаме предпоставки што довело до појава на овие состојби, но ние не ја знаеме точната причина и не можеме истата да третираме. Затоа кај овие состојби не постои адекватна медикаментозна терапија која што ние, пример, лекарот ќе препише за да може да се сузби и да се изгубат симптомите, туку се премина на оние рехабилитацијски третмани, односно логопедски дефектолошки кои што овозможуваат рехабилитирање на самата состојба и подобрување на квалитетот на животот кај самите пациенти. Некогаш кај некои состојби во детската возраст што ќе се јават е потребно е работа и со логопед и со дефектолог комбинирано или едното поединечно другото? Се зависни од самата состојба која што се јавува, но генерално кога станува збор за говорно-јазични проблеми, како што е например тоа пелтечењето, тука се кажува дека ќе се вклучи во третманот логопед, но пропратно се вклучува кога е потребно и психијатар, и невролог, и психолог, кои што нормално ќе дадат еден мултидисциплинарен пристап, но генерално оној, како да кажам, првичен стручен кадар кој што ја третира оваа состојба, тоа е логопедот, но кога зборуваме ние сега за оние развојни, покомплексни состојби како аутистичен спектар, каде што не е засегнат само говорот и јазикот, туку е засегната и моториката и целиот оној психомоторен развоен процес кај овие деца, се вклучува нормално и дефектолог, но не само и дефектолог, туку и психијатар, невролог, педијатар, физијатар, физиотерапевти, односно повторно кажувам, мултидисциплинарен пристап за да се добијат максимални резултати. Бидејќи не треба секогаш да се гледа одредена состојба само од една перспектива, бидејќи не секогаш таа носи со себе одредена јасна клиничка слика. Па затоа ние во нашата пракса вклучуваме да се почесто и генетичар, педијатар и одредени други медицински кадри, бидејќи голем број состојби кои што со себе носат одреден вид на симптоматологија како аутистично внесување, но кој не е типичен аутизам, односно класичен и кој што носи секојдневна слика, повикуваме генетичар да се направи дополнително на мултидисциплинарна длавинска дијагностика, бидејќи за жал се поголем е бројот на деца кои што добиваат дијагноза за ретка болест. Така.
Многу е важен и пристапот на логопедот и кон детето, така или возрастниот кој што ќе дојде така на предсе првично преглед и консултација, но и односот на логопедот кон родителите за реалната слика, нели, да ја презентира и да каже што понатаму, така што се очекува и од детето и од родителите во понатамошниот третман. Апсолутно, некогаш логопедот е првото медицинско лице со кое што родителот се соочува, не секогаш тие се консултираат со својот педијатар, со невролог, психијатар и така натаму, туку веднаш се јавуваат на логопед и логопедот не треба само да го гледа своето подрачје како говорно-јазичен проблем кај овие деца, туку треба да малку пошироко, односно со длабок медицински пристап за оно што навистина ние сме учеле со голем број предмети нели на медицински факултет, дека треба, доколку го согледаме, дека има и друг вид на одстапка, да го советуваме родителот, да го воочиме за тоа дека постои можеби и некој друг проблем кој што не значи дека е вистински проблем, но да се исклучи таа можност за истото и да се започне оној протокол каде што ќе се препрати пациентот или ќе се повикаат други медицински лица каде што ќе се направи навистина на детална дијагностика и затоа е важно да бидеме добри дијагностичари, да ствариме добар контакт со нашите пациенти. Така, тоа е најважното, бидејќи секогаш постојат луѓе кои што едноставно не можат да си го најдат, така да ја најдат причината за проблемот. Ако причината за проблемот се најде, потоа веројатно ќе биде многу полесно и поедноставно, така со напор буквално од сите страни, така да се постигне посакуваното. Значи, ваквите говорно-јазични нарушувања, постојано нели кажуваме и во текот на емисијата, не ги засегаат само децата или детската популација. Што е кај возрастните? Дали афазијата е најдоминантна? Па можеме да кажеме дека кај возрастните, ајде да кажеме, помал спектарот на овие говорно-јазични нарушувања, но кога зборуваме за кои се јавуваат, можеме да кажеме дека сите ние познаваме некој возрасно лице кој пелдече, тоа најчесто го носи од своето рано детство. Тука потоа имаме проблеми со гласот, можеме да кажеме актуелно после сите овие случувања што се случуваат во нашата земја, често е појавата на оние психодени афони, каде што лицето во одреден извесен период го губи својот глас на некој начин, поради предизвикан стрес, потоа ларингектомирани пациенти кои што се јавуваат после ларингектомија, најчесто после канцер на грлото кој што се јавуваат, потоа имаме лица со оштетување на слухот кои што носат одредени слушни амплификатори, па кохлеарен имплант и како што кажавте, лицата со афазија најчесто се лица по мозочен удар кои што на некој начин го губат својот говор и јазик или имаат оштетување на истото, но при тоа не е само говорот и јазикот во прашање, туку целокупно квалитетот на живот кој овие пациенти. Така. Од каде потеклото на зборот афазија? Што значи афазија? Причините, рековме, доминантна е веројатно така претрпениот мозочен удар, но може и други причини, така тука во апсолутно афазијата во буквален превод кој би кажале значи губење на говорот. Тука можеме да кажеме дека иако нели мозочниот удар е како најпозната причина, односно апоплексијата за појава на овие состојби, сепак постојат и голем број други состојби, како што се одредени инфекции кои што се јавуваат на мозокот, потоа тумори во мозокот кои што вршат компресија на околните ткива во самиот мозок, меѓу кои центарот за говор, потоа тука можеме да кажеме дека имаме и некои трауми на главата, како што се повреди на главата после војна, после земјотрес, после сообраќајна несреќа, односно голем број на причини кои што доведува до повреда на центрите за говор, кои што се манифестираат со различна клиничка слика, се зависна од видот на афазијата. Може ли некогаш да биде симптоми на некои други невролошки заболувања? Афазијата, а не како последица од нешто што се случило? Секогаш афазијата може да се јави и кај некои други состојби. Тоа најчесто со ние, да ги наречеме, невродегенеративни состојби кои што се јавуваат, например како што е Алцхајмеровата болест, односно деменциите, каде што освен тоа што целокупно мозокот доживува на некој начин дегенеративен процес, тука доживуваат и центрите за говор, често овие пациенти имаат проблем со разбирањето, со изразувањето и голем број други сегменти на говорот и јазикот, поради што е потребно да се вклучи и логопедски третман, да не остане тоа само на невролошки третман, да не остане само на психијатриски третман, затоа што кажав, многу е важно кога овие состојби да се сочува функционалност, односно животот на самиот пациент, но на крајот од денот квалитетот на животот на пациент можеби е најважен кај овие пациенти. Да. Колку кај нас во земјава е на колкаво ниво е свесноста за афазијата, колку знаеме,
Колку луѓето доаѓаат и бараат помош кога се соочуваат со овој проблем, барем еве од секојдневната твоја пракса? Како што кажав, жално е што немаме ние статистика за пациенти со афазија, каде што можеме да кажеме дека навистина е голема бројката со овие пациенти, навистина треба јавно се почесто да се зборува за афазијата, па затоа можеме да кажеме дека свесноста за афазија во Македонија и не е доволно голема. Драго ми е што, како што кажав на почетокот, ние логопедите и вие медиумите соработуваме за да се подкрене истата, но во одредени средини во Македонија се уште не се знае што е тоа афазија, дека навистина има каде да се обратат овие пациенти. Најчесто по доживување на тој мозочен удар се добива таа терапија, доколку се појавува некоја хемиплегија, одредена пареза на самото тело. Се започнува со тој физијатрски, односно физикален третман, но не се започнува со логопедски третман по овие лица, колку и да кажеме да се вратат во одредена функционалност, моторички, генерално функционално, сепак имаат проблеми со говорот и јазикот. Так, што за нив е голема блокада во секојдневното функционирање. Секако во целата таа рехабилитација која што им е потребна, по доживеаниот мозочен удар, и третманот на афазија си зазема едно големо и значајно место. Апсолутно, затоа што афазијата не е состојба која што се третира за краток временски период, туку е потребен навистина, ајде да кажам, голем, односно месечен, годишен, долгогодишен третман за да се добијат позитивни резултати, како што напоменав и на самиот почеток, се зависно од каде е лезијата во мозокот за појава на афазијата и за кој вид на афазија станува збор, бидејќи не сите афазии носат иста тежина, односно иста клиничка слика, па можеме да кажеме дека некоја афазија Каква е поделбата, еве можеме да ја споменеме? Да, постојат најразлични видови на афазија, како што е брока, верниќе, глобална, сензомоторна, транскортикални, мешовити, сензорни, моторни, односно голем број вид на афазии, па можеме да кажеме дека се засегаат сегментите на говорот и јазикот, како што се проблеми со именувањето, проблеми со повторувањето, проблеми со читањето, пишувањето, со прозадијата на самиот говор, со раскажувањето и голем број други, како што кажав, сегменти на говорот и јазикот, но тоа повторно зависи од, да кажеме, од тежината на самата афазија. Например, кога станува збор за моторна, односно брока афазија, каде што е засегнато повторувањето и именувањето, можеме да кажеме дека пациентот не разбира ние што сакаме да кажеме, но има потешкотија да се изрази. Тука очекуваме дека исходот од самите третмани, односно прогнозата, ќе биде многу подобар, за разлика кога станува збор за онаа глобална афазија, кога се зафатени сите модалитети на говорот и јазикот, па тука имаме потешкотија во тоа пациентот и да не разбере, и да се изрази во сите други аспекти на самиот говор и јазик. И тука е многу потешко ние да можеме да пристапиме кон самиот пациент, односно тој да прифати нашата помош која ние ја нудиме. Добро. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. По рекламите и пред да продолжиме со разговорот, да го вклучиме и гледачот кој веќе чека на линија да го постави прашањето. Добро утро, повелете. Добро утро, дали се слушаме? Дали сте се уште на линија? Еве ќе се обидам уште еднаш. Доколку се исклучи гледачот, се надевам дека ќе се обиде уште еднаш за да може да го постави прашањето. Бојан, кон секој пациент секогаш е потребен индивидуален пристап. За логопедот е многу важно така да се дојде до вистинската дијагноза, да се знае за што станува збор, за да може да се направи и соодветен план за работа. Што вклучува таа дијагностичка процедура? Кога се јавуваат самите пациенти кај логопед, пред се започнува со земање на добра анамнеза, односно анамнестички податоци кои што представуваат историја за состојбата, односно болеста на самите пациенти, каде што најчесто ги прашуваме родителите на која возраст останале, односно го создале самиот плод, кога започнала бременоста, потоа прашуваме дали имало одредени компликации во текот на бременоста, дали била примена некоја терапија, потоа прашуваме за оној психомоторен развој, некои општи прашања кај родителите, односно кога детето почело да седи, да лази, да стои, кога почело да гуга, кога се јавиле првите зборови, како и кога се јавил првиот сомнеш за развојот на нивното дете. Тука родителите ни даваат
најразлични информации, но едно е заедничко, например, кога станува збор за овие развојни расстройства, дека проблемот го воочуваат околу година и пол, две, кога има нивното дете, а потоа тие започнуваат својата приказна сојавување на кај нивниот матичен педијатар, најавување кај логопед, кај дефектолог и така натаму, како и дали постои фамилиарна историја, односно анамнеза за појава на некое говорно, невролошко или психијатриско расстройство, потоа започнува процес на дијагностика, каде што пред се е вклучено искусното око на дијагностичарот, затоа велам треба да сме добри дијагностичари, посебно кога станува збор за развојни расстройства и говорно јазични нарушувања, се започува со обсервација, се применуваат одредени тестови, се зависно од самата состојба, односно дијагноза која што сакаме да тестираме ке самиот пациент, а потоа нели се дава советување со родителите дали има потреба од логопедски дефектолошки третмани, како и дали има потреба за вклучување на мултидисциплинарна дијагностика, односно барање мислење дополнително од психијатар, невролог, педијатар и други професионалци, се до носење на она официјална дијагноза кога станува најчесто збор за аутизам, интелектуална попреченост и други комплексни состојби, бидејќи не треба да избрзуваме со носење на одредена дијагноза, особено не да дадеме погрешна дијагноза, но од друга страна и да не одолговлекуваме, да не се добие вистинската дијагноза, туку да се даде еден квалитетен, научно докажан и професионален третман и пристап. Така, за процедурите кога треба да се дијагностицира нели афазијата, ќе кажеме веднаш по прашањето на нашиот гледач. Добро утро, повелете. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Добар ден, Добар ден. За докторот. Имам едно прашање до докторот. Вака, дали парезата е исто што и парализа? Пошто на мажот му рекол дека има пареза, тоа пред колку време не можам да излезам, колку 3-4 месеци, сабајле станува доктора, он се малце така искривена уста и окото подзатворено. И ден од време на време, дали на промаја, или тоа е нешто последица од тоа, му се грци страната. Дали тоа е парализа или пареза? Добро. И последица. Така, ви благодариме за јавувањето. Така, пред се голем поздрав за гледачката која што го постави прашањето. Пред се морам да кажам дека ова е прашање кое што припаѓа за невролозите, не за логопедите, но... А токму утрек имаме и доктор невролог, па еве, ако имате можност да се јавите, ќе поставите уште еднаш прашање. Да, кога зборуваме општо за она што зборуваме, значи, веројатно она што го спомна самата гледачка, тоа е нешто што и ние сме го учеле нормално на факултетот, тоа дека е она еднострана лицева пареза во овој случај, која што се јавува од голем број фактори, многу е непрофесионално нели преку телевизија да дадеме мислење за која дијагноза станува збор, но ова се најчесто ние состојби каде што игра улога фацијалниот, односно лицевиот нерв, и тоа е она кое што треба да го погледне, да го диагностицира и да го третира невролог. Така, ете, покана до гледачката да не следи и утре, кога станува збор за диагностицирањето, односно што е потребно како информација да добие логопедот кај возрастните кои што имаат афазија. Заедно доаѓаат со членови од семејството, така каква е таа процедура и ред? Да се биде логопед кој што третира афазии во Македонија е доста тешко, затоа што од самото започување со студирање многу малку, можеме да кажеме, добиваме литература за самите афазии. Генерално постои во Македонија многу малку литература за афазија, се она што ние сме го учели и кој што го читаме како стручна логопедска литература го добиваме од соседните балкански земји, ние тоа го преведуваме или пак од далечните земји, сега голема достапноста преку нели самиот интернет за читање, што е голема потешкотија тоа да се одреден стандард странство да се приспособи за стандардот на пациентите со афазија во Македонија, но кога зборуваме за самите пациенти, тие секоја започнуваат со невролог, кој што прави нели компјутеризирана томографија, магнетна резонанса и така натаму, каде што се покажува каде е лезијата во самиот мозок, се покажува симптоматологијата, се дава оној првичен медицински третман
третман најчесто на клиниките за неврологија, а потоа веќе се започува со физикална терапија, препорака за логопедски третман. Она што е клучно и важно за нас логопедите да знаеме каде се наоѓа лезијата во мозокот за самиот пациент, дали тоа има некои други коморбидитети кои што ги носи покрај оваа состојба, што има големо значење за следење на самиот пациент во текот на овие третмани. А кога зборуваме за логопедската диагностика, треба да кажеме дека ние применуваме одредени тестови каде што ги забележуваме и да ги детектираме кои се оние дефицити кои што предизвикуваат патологија во вербалната комуникација кај овие пациенти. Порано можеме да кажеме дека најкористен тест кој што сме го користеле во секојдневната пракса бил бостонскиот тест, кој што е на странски јазик, ние тоа го преведуваме и притоа тоа се скапи тестови кои што не секој логопед, нели особено кој работи приватно, може да си го приушти, да го обезбеди за своите пациенти, но на моје големо задоволство можам да кажам дека креиравме тест на македонски јазик. Еве го овде. Така, тоа е тест каде што сум јас автор, кој што го креиравме на македонски јазик и навистина ги детектира сите оние дефицити во вербалната комуникација кај овие пациенти. Да, тоа не е само еден труд, односно она што викаме ние писание за самата афазија, туку тоа е тест кој што помина валидација преку научно истражување, каде што вклучивме 114 лица, односно испитаници, од кои што половина се лица со афазија, половина се лица со уреден говорно-јазички статус. Применете тестот кај сите нив, кој што укажува добра дистинкција, односно разлика на говорно-јазичниот статус кај пациентите со афазија и лицата кои што немаат афазија, односно овој тест добро ги детектира сите оние дефицити во вербалната комуникација и на логопедот му кажува како треба да го усмери логопедскиот третман. Така. Од голема помош и пред се наменет за логопедите, така, за да може да се направи добра проценка. Секако самиот тест кажува, значи тест за логопедска процена на афазијата, но морам да кажам дека, како што кажав на самиот почеток, афазијата не е состојба која што ги загрижува само логопедите, туку тоа е состојба која бара мултидисциплинарен пристап, јас верувам дека таа ќе најде примена и кај психолозите, и кај невролозите, и кај дефектолозите, односно сите оние кои ги третираат лицата со афазија. Така, да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Дали сум јас во Вие сте во програма, повелете, да. Поздрав до сите во студиото. Ви благодариме. Се работи за внуче мое, сега од септември ќе треба да оди во прво оделение на школа, односно предшколска возраст, добро така прво сега се води и оди 2 години веќе на логопед за буквите Ш и Р. И никако детево да почне да ги изговара тие. Мене ме интересира дали детево, кога ќе го однеси родителот или баба, дедо, без разлика кој, треба надвор да го чека, нели треба да биде присутен родителот или бабата или дедото, за да видат. Добро, да, убаво интересно прашање. Да, може би е дилема кај родителите или кај бабите и дедовците. Каков е протоколот и постапката? Пред се поздрав до гледачката и можам да кажам дека ова не е само добро прашање, туку ова е добра тема која треба добро да се анализира за тоа како се изведуваат логопедските третмани, бидејќи за жал кај нас не постои комора за логопеди која што би правила регулатива на самите третмани и квалитетот на самите услуги. Она што можеме да кажеме за како треба да изгледа тој логопедски третман, конкретно кај нивната состојба, можеме да кажеме дека изговорот односно правилната артикулација на гласовите треба да биде совладана до 5-та година кај самите деца, се после тоа се смета за патологија во вербалната комуникација и треба да се совладат одредени гласови. Сега кога станува збор за неправилен изговор на гласови, клучно е да се направи добра диагностика, како што спомнавме. Не само да се тестира артикулацијата на гласовите, односно изговорот на истите, туку треба да се направи процена на логомоториката, односно подвижноста на говорниот апарат за изговор на истите, како и да се процени фонолошката способност, односно дали детето добро ги перцепира истите гласови пред да ги изговори, бидејќи тоа е меѓусебно поврзано. Во однос на тоа како се изведуваат самите третмани, не треба одредено дете само да отиде на логопед, тоа да помине таму третман и потоа да си отиде дома. Току треба работата на родителите дома со децата. Не само и тоа е важно. Апсолутно, тоа на што јавно зборуваме, но не зборуваме и за работата на логопедите со родителите.
Тоа е многу поважно бидејќи родителите не се медицински лица кои што ќе знаат како да спроведуваат третмани, туку она како ние го спроведуваме во нашиот центар, дете кои на пример траат третманите 45 минути, доаѓа пациентот, добива прием, се одвива третманот, отприлика некои си 40-45 минути по завршување на самиот третман. Ние ги повикуваме, дали е тоа баба, дедо, родители на самото дете, они влегуваат во нашата ординација, каде што ние спроведуваме едукација и обука за семејството, како тие да го спроведуваат третманот во домашни услови. А по таа обука, односно едукација на семејството кое што велиме дека е котерапевт во самиот третман, се добива пишана програма која што треба тие да го спроведуваат во домашни услови за да се добијат брзи и квалитетни резултати. Така да. Но детето во секој случај најдобро е да си биде само со логопедот, бидејќи така присуството на родителите или некој близок од семејството можеби нема да го постигне посакуваниот ефект во третманот. На крајот сме со оваа тема ќе поттикнеме веројатно многумина кои што се соочуваат со проблемот со афазија, така навреме да побараат помош. Многу е важно за да се постигне успехот и подготвеноста на терапевтот, вклученоста на семејството, упорноста, желбата на пациентот, веројатно и возраста и велиме нема откажување, туку мораме да продолжиме понатаму. Апсолутно, тоа е цел систем на функционирање, односно ние логопедите треба пред се како колеги да си подадеме рака, да вршиме промоција на нашата дејност и да вршиме споделување на нашите стручни знаења, бидејќи на крајот од денот јас велам дека никогаш не знаеме кој ќе биде пациентот од нас со афазија, тоа може да биде еден ден секој од нас, односно треба да го зголемиме квалитетот на дијагностиката и третманот за лицата со афазија, а потоа да им подадеме на вистина пред се како човек на човека рака на овие пациенти, а потоа како стручно лице на пациент и навистина правиме на промена што ќе се отсликува врз подобрување на квалитетот на живот кај овие пациенти. Так, благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вам. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.